царински стапки да почнат да се применуваат од 1 јули 2025 година, односно од наредниот месец. Станува збор за стоки кои како суровини или repроматеријали се користат во нашите индустријски капацитети, особено во секторите на автомобилска, металопреработувачка индустрија, металургија и енергетика, односно одделни производи, потребни за производство на високофинални производи со цел да се зголеми извозната конкурентност на домашната индустрија. Од 1 јули со измените се врши намалување на царинските стапки за 50% на разликата помеѓу нашите постојни царински стапки и царинските стапки за тие стоки во Европската Унија. Односно, пластично представено со пример. Ако царинската стапка на одредена стока кај нас изнесува 20%, а во Европската Унија изнесува 10%, по 1 јули царинската стапка за конкретниот тарифен број би била 15%, значи 50% помеѓу 20-10% кои што се различни царински стапки во Европската Унија и во Македонија. Ова причина што батериите стануваат клучен елемент во балансирањето на енергијата, системските услуги како и во планирањето на предавањето во мрежа на енергијата од обновливи извори на енергија со цел одржување на стабилноста на системот, но и осигурување на физибилноста на обновливите проекти. Ознаки. Во нив има повеќе подстапки и повеќе тарифи? Да. Колку е вкупниот број на... Сакате да кажете, значи, во рамки обратно, значи 67 се вкупно, но може да има од една тарифна ознака натре повеќе да бидат опфатени. Еве, например, имаме различни тарифни броеви со називот, да кажеме, на тарифниот назив е завртки, навртки, трифони, подложки. Со Европската Унија, со тој увоз кој што е направен, нели, веќе мора да имаме некој податок врз основа на кој што ги правиме пресметките, го користиме увозот од 2024 година, некаде годишните фискални импликации би биле 4 милиони евра.